Добре дојдовте во уште една епизода од Halkbank Startup Garage подкастот. Гараж. Зошто гараж? Зошто токму мојата гаража? Сега ќе ви кажам зошто и верувам дека веќе знаете зошто. Затоа што многу бизнис идеи се имаат родено токму во гаража и потоа прераснале во успешни бизниси. Мојот денешен гостин е всушност доказот дека возраста воопшто и не е важна кога е во прашање предприемништвото. Љупчо Мадевски, добре дојде. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од овој подкаст. Фала ви и на вас, Нина. Мило ми е што сум дел од овој подкаст. Стварно, атмосферата е супер. Ова со гаражата ви е стварно одлична идеја и баш пример од каде уствари почнуваат сите успешни бизниси. Голем дел од успешните бизниси. Пошто никој ништо не ствара преку вечер и кој да каже дека нешто се десило преку вечер, ова се баш 1 на 100 примери. Да, има некои идеи кои што тлеат во нас долго време и само си го чекаат правото време за да се реализираат, ама исто така некогаш и треба само да отидеш во гаража, да поминеш малку време сам со себе и нешто ќе ти текне. Да. Ти благодарам уште еднаш и те молам не ми пресирај. Мислам, тука лабави сме, опуштени сме. Те представив како многу млад што си почнал да се бавиш со предприемништво. Значи ти имаш почнато со бизнис школа уште на своите 13-14 години, ако не сум грешка. Да, тогаш беше мојот прв допир уствари со бизнис светот, почнав со бизнис школа на 13, ја не знам точно, 13-14 години. Траеше околу 2 години. Искуството од таму како многу мал баш ми остави впечаток, до тоа сакав да станам програмер искрено. И тогаш уствари сваќам дека тоа не е за мене и сваќам дека сакам да направам нешто свое, да оставам некој впечаток, нешто што ќе биде уникатно, нешто што ќе биде наше. Мене ме интересира како еден седмо оделенец одлучува да се занимава со бизнис. Што се случи тогаш? Како ти се пројави тој интерес? Имавме презентација у школа и со еден другар бевме као ајде да пробаме, ајде да видиме. Пошто имав слободно време доста, не сум човек што ужива многу у слободно време, константно сакам нешто да правам, нешто ново да пробам. И со другар решивме да почнеме со оваа бизнис школа, баш беше за млади, од 6 до 9 оделение, се извинувам. И решивме да пробаме, ни се допадна реално, бевме 2 години, потоа престанаа да држат курсеви у Струмица и моравме за жал да прекинеме. Ама искуството и некои работи што ги согледав уште многу мал, до ден денес ми играат битна улога у кариера, у предприемништво, у секојдневниот живот, пошто беше баш повеќе насочена кон развој. И професионален и личен развој и сметам дека доста добра основа ми представува оваа академија, овој курс уствари. Така да таму ми се првите почетоци, таму ми е првиот допир со бизнис светот. Инаку ја и после тоа запишав природно-математичко гимназија. Уште бев со таа желба програмер, као и тука нашиот менталитет, сакам син ми да биде програмер, сакам син ми да биде доктор. Тоа е еднината. Да, тоа е еднината. Со тоа што после, додека бев втора година, работев како келнер и случајно имаше леток на маса со Академија за дигитален маркетинг и повторно тука ова истото се буди у мене, ајде да пробам. Почнав со Академија за дигитален маркетинг пред корона, 2019 година мислам. И бев еден од најмладите студенти на Академијата, дури имаше интервју со мене на Фактор, бидејќи бев еден од најбрзо вработените. Во текот на Академијата се вработев во една компанија за надворешно рекламирање. Значи тоа сум бил некој 17 години. 17 години? Да. И дечки, не знам што чекате. Значи може да чекате автобус или да чекате да ви пише симпатијата, ама не чекайте некој да ја реализира вашата идеја. Супер, 17 години. И таму беше најмлад. Па да, меѓу најмладите студенти бев на Академијата. Браво. Пошто бев втора гимназија. Браво.
Па добро, и тој летокот сигурно не летнал така случајно. Мислам, супер што те нашол, бидејќи можеби денес немаше да бидеш Да, ако овде и не да беше разговараме. летокот, можеби ќе бев Да. програмер. Да, можеби ќе беше програмер. Сигурно ќе беше успешен и во тоа, ама сега си успешен во предприемништво. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Кажи ми нешто за WeDrive. Како ти дојде идејата за WeDrive? Се почна од компанијата за надворешно рекламирање кај што се вработив. Првично идејата ни дојде таму, требаше да се имплементира таму, со тоа што набрзо компанијата пропадна. Таму се запознав и со партнерот што ми е Томислав. Со него работевме доста време, пошто од таа компанија заедно почнавме да работиме на крипто проект од Дубај и таму ми е баш првото реално бизнис искуство, пошто предходно моја задача беше дигитален маркетинг и само дигитален маркетинг и уствари идам у Дубај и таму требаше да работиме, тоа ми е графички дизајнер, јас сум дигитален маркетер, со тоа што таму на крајта завршивме со организација на евенти, ние го организиравме евентот за крипто проектот за лаунчинг. Бевме присутни на World Blockchain Summit 2020 година и таму уствари прв пат се сретнав и со Стануци еден на еден презентација. Ова ми беше стварно, као имав многу трема првиот ден и вториот ден сваќам дека сам сум оставен. Имав, ако се сеќавам добро, пошто ги броев визит картите, имав околу 36 состаноци овој ден. Во еден ден? Во еден ден, да. На 36 различни луѓе презентиравме. И таму уствари сватив дека не треба да имаш страв, не треба да се плашиш, пошто кога ќе седнеш еден спроти друг, сите сме исти. И тоа ми е доста искуство што исто ми остава впечаток до ден денес, пошто ја таму бев некој 19 години. Јас сум на World Blockchain Summit со инвеститори што инвестираат милиони, милиарди у крипто проекти, ја него треба да го убедам, уствари он да инвестира у мене. Да. И помислата на почеток беше страшна, пошто го живее сонот у Дубај си, евентот што го организиравме беше на јахта, беа околу 120 инвеститори Јахта присутни. во Дубај. Да, баш беше Не е било сонот. каде. Да. И првично сакавме WeDrive да го имплементираме и да го започнеме од Дубај, со тоа што на старт се сретнавме со предизвик, таму е со закон забрането рекламирање на автомобили, треба посебни дозволи за секоја реклама и секој автомобил, што никако не ни одговараше, пошто на кампања од 30 автомобили за секој дизајн и секој автомобил да треба да бараш посебна дозвола и да чекаш одобрување не е изводливо. И у Дубај бевме 4 месеци. Кога се вративме од Дубај со Томислав, пошто ние сме ептен и се надополнуваме, а сме и сосем различни. Он е дизајнер, детали, ја моментално студирам менеджмент и позадина имам дигитален маркетинг и јас сум ајде брзо, мора брзо да завршиме. Океј, ова, он се фаќа за детали, класичен дизајнер. Значи, он е креативниот дел, ти си катализатор. Да, баш. Значи, само да тераме, ајде. И веќе работевме заедно 2 години. Решивме дека до тука беше, не работиме за друг, почнуваме нешто наше. Почнавме да работиме дигитален маркетинг и социјал медија и до ден денес имаме уште неколку клиенти у Струмица, углавно ресторани и кафичи на кои им менаџираме социјал медија и дигитални реклами. Со тоа што не ни беше доста, сакавме нешто уникатно, сакавме нешто ново и баш решивме ајде да се вратиме на WeDrive, ајде да го имплементираме WeDrive. Инаку за тие што не знаат, WeDrive е првата платформа за надворешно рекламирање у Европа која нуди метрики за мерење на успешноста на рекламата. Тука сме баш уникатни. WeDrive го почнавме... Како функционира? Како може да имате пристап вие до таа аналитика? Како? Да, ние поточно броиме низ колку луѓе минува рекламата, а како рекламен простор ги користиме возилата на приватни возачи, секојдневните возачи кои го шират брендот. Значи јас можам со мојата кола си се возам низ град и луѓе имаш гледат реклама на мојата кола. Да, поточно имаш инсталирано апликација на твојот телефон, WeDrive апликацијата, и секогаш кога почнуваш да возиш, кликаш старт,
На тој начин ние пристапуваме до твојата локација, добиваме дозвола за пристап до твојата локација и земаме податоци од Google Maps, од Mapbox и TomTom за густина на сообраќај, за број на луѓе кои се наоѓаат околу возилото, ги комбинираме со различни параметри како што се пример моменталната временска ситуација, пошто ако надвор врне дожд, реалноста дека некој ќе погледне возило со реклама, а нема да се гледа пред нозе. Да, или нема да има толку многу луѓе надвор, ако врне. Околу. Пешаци нема да има. Да, се комбинираат во еден алгоритам кој дава бројка на потенцијални луѓе кои се наоѓаат околу возилото со реклама од даден момент. Многу интересно. Да. И кои се вашите планови за понатаму со ова? Сам дали веќе имате клиенти, некои као компании, некои со кои што комуницирате, имате планови со нив нешто или сега за сега сте само на приватни возачи? Моментално Секојдневни возачи. Да, па цело време сме на секојдневни возачи, пошто тие се нашиот подвижен билборд. Инаку работиме 9 месеци, до сега имаме 5 кампањи. Првата кампања ни беше со витаминка. Имавме кампања со глеј, сега имаме старечки дом од Струмица. Тоа тука сме баш изненадени, пошто покрај големите брендови не препознаваат и мали компании кои баш го ја препознаа уникатноста на овој тип на рекламирање. Најновата кампања ни е со ананас и претходно имавме тест кампања наша, така да до сега имаме реализирано 5 кампањи, од кои 3 се активни. Супер. Планирате да се ширите и на Балкан или веќе си имате проширено? Па нормално дека планираме да се шириме. Да. Моментално работиме на зацврстување на позицијата во Македонија и на излегување во околните држави. Сега имаме у план до крајот на оваа година да отвориме наше представништво во Бугарија и во Србија, пошто после евентот на кој бевме присутни, веќе разговараме со потенцијални партнери од Бугарија и од Србија. Така да наша прва цел се околните држави и потоа планираме низ Европа преку франшизен модел. Така да до крајот на годината очекуваме да имаме видрев Бугарија. Супер, супер. Се надевам дека ќе успее тоа. Кажи ми спомна за во Дубај на самитот, дека тогаш ти било прв пат, си имал 19 години и си требал да презентираш пред 36 инвеститори. Што е нешто што научи тогаш во однос на презентирањето? Што е важно? Кои вештини се важни да ги поседуваш како предприемач за да можеш да ја продадеш идејата? Важно е прво сам да веруваш у твојата идеја, пошто ако ти не веруваш у твојата идеја, не можеш да очекуваш друг да верува. Важно е да немаш страв, бидејќи кога застанеме, како што реков и претходно, еден спроти друг, ние сме веќе исто. Пошто јас со 19 години, тоа ми беше стварно проблем на почетокот, ама сваќаш дека сите се кул, сите се опуштени, он доаѓа кај тебе, он е заинтересиран. Ако не беше заинтересиран, нема да дојде, нема да те праша. Тука ти треба да му покажеш прво дека ти веруваш, после што е тоа што те прави уникатен и како нему ќе му допринесе твојата идеја, што е тоа што посебно за инвеститор, како на него твојата идеја ќе му донесе пари. Така да тие се некои работи што треба да ги имаш на ум кога разговараш со инвеститор. А дали некогаш твојата возраст представувала проблем за инвеститорите да те сватат сериозно? Дали некогаш си имал некоја таква случка да едноставно сметаат дека си многу млад и дека не си сериозен? Не, но во главно по изгледот и позадината што ја имам, никој не му се верува дека ја моментално сум 22. Тогаш 19, не сум имал некоја пречка, ама сите се зачудени кога ќе слушнат колку години имам. Така да, директна пречка не. Да, добро. На финансиски, дали сте имале некакви потешкоти со Томислав? Нешто, мислам, како ви течеше процесот на доаѓање до финансии? Тројца партнери сме. Јас, Томислав и Маријана. Нормално и како и секој стартап, финансиите беа најголем проблем на почетокот. До сега се сами се финансиравме.
Така да нормално дека имавме потешкоти, имавме и страв, пошо прв пат ние немавме искуство, не знаевме дека тоа ни беше најголем страв на почетокот. Посебно и финансиските проблеми и административните. Мене фирма, документи, банка, адвокати, сметководител, ова ми беше незамисливо, ја немав страв ми беше едноставно, немав појма од финансии. Секако едниот партнер Маријана ни е магистар по финансии и баш она рече не се секирајте, ни треба добра банка и се ќе биде окей. Така да на почеток да, ни беше ептен проблем, повеќе страф отколку проблем. А колку мислиш дека значи за еден стартап да имаш пристап до кредит, еве да речеме? Значи доста. Да се вратам сега, кредитот би ми бил, верувам и примерен сорс за финансирање, пошо ние како менталитет имаме страф од кредити. Ако кредитот ти помогне да го отвориш бизнисот, е супер. Да, зошто да не го направиш тоа? Да. Зошто да не? Ама гледам дека многу млади што сакаат да започнат бизнис, големо пречка има финансирањето, ради македонскиот менталитет дека кредитот е нешто лошо. Јас сметам дека не е лошо. И е добар начин на финансирање. Пошто ако немаш реални финансија, имаш добра идеја, зошто да чекаш? Да, па добро, тоа е поради тоа што немаме добра финансиска писменост и заради тоа и се плашиме всушност. Ама еве ти уште од 14 години си почнал да одиш на во бизнис школа, па еве кажи ми дали сметаш дека младите треба уште од порана возраст да се едуцираат малку повеќе на таа тема? Да, дефинитивно и мислам дека и повеќе едукација треба уште основно. Ја лично имав еден предмет бизнес. Така да сметам дека повеќе треба да се едуцираат од страна на бизнес, од страна на економија, сметководство и слично. Да, бидејќи тоа е иднината на некој начин, мислам стартапите се нашата иднина. Да. Носат позитивни промени во општеството и сепак треба уште од помала возраст да се интересираме и ние, но исто така некогаш не може само туку така ние да се интересираме за тие нешта. Некој треба да ни го сервира тоа и да ни го сервира како што треба, за да пројавиме ние интерес за истото. Тука се исто и има доста курсеви достапни онлайн, така да доколку некој сака, секогаш може да најде начин како да научи. Проблемот тоа што уште од мали немаме поттик да почнеме да се едуцираме од таа страна. Ти и твојот тим бевте дел од The Longest Speech Marathon, кое што беше дел од The Founder Games, powered by Halkbank. Кажи ми како си поминавте таму? Беше супер, беше доста брзање, пошто ние за евентот дознавме 10 дена пред евентот, а баш сакавме да оставиме некој впечаток и тука баш беше после мај, после Великден, празници, неработни денови. Интересно од тој евент, како за почеток е тоа што ние 2 дена пред евентот решивме дека ние со наши брендирани возила ќе ги возиме инвеститорите на вечера. И тука ние за 2 дена требаше да најдеме возила, да ги избрендираме истите возила со реклама за евентот и да се организираме, мозок, леле. Да се организираме, да ги земаме инвеститорите од хотелите кај што беа и да ги носиме на вечера. Тоа беше ептен вака на брзање, за среќа стигнавме. И баш тој дел е тоа што остави впечаток, пошто другиот ден сите мене ме знаеа како Карбој. И ја Карбој, да. Ја влегувам другиот ден на евент 8 сабајле, пошто претходно се задржавме и од 3 сабајле ги перевме возилата да се спремни за другиот ден. И интересно беше, ја влегувам вака заспан цел и едно од инвеститорките, where are you, Карбој? И баш тоа беше интересно, пошто другиот ден веќе сите ме знае, сите знае што работиме, како работиме и кој е нашиот концепт. И тука веќе полесно беше да закажеме состаноци еден на еден, да не препознаат и веќе ја има видено целата идеја, има видено цела реклама како изгледа. И интересен впечаток ми оставија состаноците од инвеститорите, бидејќи топму на тој евент ние уствари направивме една битна промена во нашиот бизнис модел. До пред евентот планиравме секаде да се шириме со франшиза.
И тука имавме еден инвеститор, што доста со станоците беа 10 минути, ние останавме на крај со него повеќе од 40 минути, за он да ни објасни дека попаметна идеја ни е да се шириме во околните држави со партнери, тоест да отвориме наша со помош од партнери, отколку да продаваме франшиза. И као цел состанок беше, guys, why you leave money on the table? Why you leave money on the table? И тука оствари ние сваќаме дека стварно имаме пропуси, стварно ќе ни биде полесно во околните држави да отвориме наше представништво, лично да бидеме ангажирани од целиот процес, отколку да продадеме франшиза. Пошто да, лесно е, полесно е ширењето, продаваш франшиза, друг ја врши работата, ти земаш процент од неговото ревенју. Ама оставаш многу пари. Да. А секогаш у стартап светот парите оставени вака ќе бидат проблем. Пошто сите имаме проблем со финансии, сите гледаме секој денар да биде инвестиран таму кај што треба. Така да, тоа стварно ми остави впечаток, пошто беше доста заинтересиран. Дури беше заинтересиран и да инвестира, ама беше од Турција и за жал од Турција исто е забрането со закон рекламирање на возила. Да, од Турција не смее да се рекламира. Таков има законот, нема реклами на возила и тоа е еден пазар кај што не можеме да влеземе. До ден денес сме у контакт и имаме некои менторски сесии со истиот инвеститор, пошто стварно беше all in за идејава. Имавме и примери за луѓе со строг диджитал маркетинг позадина, кои што не можевме реално да ги убедиме у нашата идеја, покрај тоа што моментално работиме на еден фичер за апликацијата кој што ќе направи спојка помеѓу надворешното и дигиталното, пошто свесни сме дека целиот маркетинг движи некај дигитално. Моментално работиме на фичер со кој луѓето што ја виделе физички рекламата на возилото ќе може да ги ретаргетираме со дигитална реклама. Доста е интересно, доста е ефективно и е директно мерливо, пошто точно ќе знаеме кој ја има видено. Да. И ќе знаеме кој преку нас има влезено на сајтот на потрошувачот. Пример, движиш низ град, гледаш WeDrive возило, гледаш реклама, одиш дома, истата реклама ти излегува кога скролаш на Инстаграм. Всушност, вие знаете дека јас сум поминала покрај колата, односно колата покрај мене. Знаеме дека и знаете дека на мене треба да ми ја пуштите рекламата. Да. Браво. И тоа е нов фичер на кој моментално работиме. Нема да зборувам за колку време, пошто апликацијата требаше да биде готова за 6 месеци, на крај се задржавме 1 година. Цел девелопмент процес, пошто у текот на процесот сваќаш дека имаш испуштено на кој работи, сваќаш некој нов фичер што би бил добро да се додаде, па тука и дизајн, девелопмент, идеи, како, од кај да земаме податоци. И така да за 2 до 3 месеци очекуваме и овој фичер да го имаме и тука стварно ова ќе биде најуникатно, пошто директно ќе имаме мерка колку луѓе преку нас имаат влезено, имаат купено, имаат направено некој engagement. Одлично. А друга некоја анекдота дали би сакал да споделиш вака од вашето патување со WeDrive? Интересни беа почетоците, пошто ние сме стварно, тројцата сме сосем различни. Зборуваме за дизајнер, дигитален маркетер, моментално и менеджмент позадина, пошто студирам менеджмент и магистар по финансии. Маријана има многу долго искуство во бизнис светот. Ние помало. Ова што на нас ни е страв, веќе Маријана го има поминато и целиот процес е интересен, пошто ја брзам, Маријана внимава, а Томи се втерува на детали. И ние сме баш совршен тим. Баш сме спојка сосем сме различни, но тоа што му фали на еден го надополнува друг. И моментално сме на пат за прв работен. Тоа е исто интересно, пошто седнуваш на маса со луѓе со 20 години искуство, ти треба да ги интервјуираш. И пример избегавам да спомнам колку години сум искрено. Ама е доста интересно, пошто мораш да се представиш од страна на работодавец. Тука веќе не е битно колку години си, колку години искуство, пошто прв работен стартап стварно е тежок процесот. Тешко е да оставиш доврба на некој, посебно ја, пошто имам проблеми со доврба.
Ама е доста интересен процес. И да се вратам повторно би било исто, пошто стварно е уживам у процесот. Да, тешко е. Имаме предизвици, се соочуваме со предизвици, ама е доста интересен процесот, баш се соживувам со процесот. А што друго мислиш дека е важно да се одржи еден тим? Вие сте различни, имате различни улоги и некако совршено функционирате. Спомна дека не се здобиваш со доверба толку лесно. Тоа мислиш дека е важно, мислам, за еден тим, да имаш доверба во тимот, тоа мислам дека е најважно. Да. Да. Во тимот да имам доверба, тоа е најважно. Друго да има разбирање. Пример, јас стварно сакам брзо. Ја ако решам за една недела, стварно сум баш сакам за една недела. И тука уствари у процесот настануваат некои работи што не зависат од мене, ја треба да имам доверба у Томи и Маријана да ги решат тие. И разбирање. Пошто мене, пример, бојата не ми менува ништо. А уствари на Томи како дизајнер доста му менува која боја ќе биде, па како ќе биде за принт, па како ќе изгледа во очите на другите, ќе биде ли интерактивно. Да, и што таа боја предизвикува кај конзумерот. И тука треба да имаш и разбирање. Тоа, мислам, довербата и разбирањето се баш клучни за добар тим, за добра работа од тимот. Да, комуникација. Комуникација исто. Да. Мислам, мора да има комуникација за да има разбирање. Тоа оди така едно со друго. Знаеме дека сите стартапи имаат проблем со финансиите нели на почеток и дека најлесно е всушност да се најлесно да се дојде до тие финансии преку кредит кој што го нуди банката. Што мислиш ти за тоа? Јас сум секогаш за било кој начин на финансирање, посебно сега кога стартапите се во подем, забележувам дека се повеќе банките ги препознаваат стартапите, ја препознаваат потребата за пристап до финансии на стартапите и сметам дека доколку пристапиш до ваков извор на финансија од ваков тип, веќе си на крај на патот. Пошто факт е дека најголем проблем се финансиите. Факт е дека на почеток е тешко да стигнеш до инвеститори. Баш ми е мило што банките веќе почнуваат да го препознаваат и нудат лесен пристап до финансии за стартапите кои стварно имаат идеја и стварно може нешто да променат. Пошто сите знаеме колку се битни, колку се двигатели на економијата уствари. И баш ми е мило од таа страна дека имаме пристап реален до финансии. Дали сакаш уште нешто да им препорачаш на младите предприемачи? Па би сакал да препорачам да не се плашат. Не е лесен процесот, но ако не почнеш никогаш нема да знаеш, како што Nike вела just do it. Just do it, ако него цел живот ќе се кажеш. Така да подобро да почнеш, да ти биде тешко и да стигнеш до таму кај што сакаш отколку никогаш да не пробаш. Да. Никогаш е многу поважно да се проба отколку да се знае однапред секој чекор. Да. Затоа што има и многу учени луѓе кои што никогаш не прават чекор и потенцијалот им се лизга низ раце некако и после тоа се каат што не пробале на време. Да, колку добри идеи имаат вака. Да. Кои што си ги чуваат некаде таму позади и си ги носат секој ден и им тежат, ама едноставно не прават чекор за да ги остварат. Супер, ти благодарам многу што беше дел од овој подкаст во мојата гаража. Ти благодарам многу за твојата инспиративна приказна и се надевам дека ќе имаш убав пат понатаму и дека ќе бидеш уште поуспешен и дека ќе продолжиш да ги инспирираш младите предприемачи. Ти благодарам уште еднаш. Фала ви и на вас. Стварно ми беше мило да бидам дел од овој подкаст. Фала ти уште еднаш. Ви благодарам и на вас што не следевте и се надевам дека ви инспириравме и дека ќе ги реализирате вашите идеи, што е можно поскоро. Исто така се гледаме наскоро во некоја следна епизода.